Следно на тема Ел Класико, ќе правиме комбинирана 11-ка од двата тима. Да видиме какви спротивставени ставови имаме пак. Значи идејата е прво да ја направиме екипата. 4-3-3. 4-3-3, бираме по еден играч од секоја екипа. Нема само да бираме јас еден, Кире еден, туку ќе се избере еден играч, он што мисли дека заслужува позицијата, ако јас не се согласувам, војна. Значи бираме, ако се согласуваме, го ставаме у тим, ако не се согласуваме, може жири да гласа. Ако може да има не војна, доаѓаме до крај, видиме, да, жирито ќе не спаси. Прво е на гол, Куртоа со Щезни. Come on. Идеме наредно. Чиста работа. Куртоа. Карарес, Балде. Балде? Види, предпоставам дека не си го пратил толку, он од Бенфика дојден по Юнајтед, па дојден у Реал, значи овој е голема прича у Реал. И големо засилување, и е новиот млад мега талент на таа позиција за Реал, затоа што ни до тогаш го има Менди и Палигаси. Некојаш го сака, некојаш не го сака, овој ти е франчайз плеер. Не дека е он ќе биде главната прича, но мислам дека лев бек Реал си најдоа у наредни 10 години. Уште не е дамо кај што треба биде, така да не ја почињам сега кавгата, се согласувам, Балде. Тоа е тоа. Посекуваме добра кариера, Балде поддокажа мислам нега сега и е одличен играч. Милитао Кубарси. Морам да бидам пристрасен и да кажам Кубарси. Лут ли си, бе, брат? Ти си видел ли Штоперов каков гол е пред некој колобе од 35 метри? Видов. Ептене бајас. Ми се свија Кубарси. Абе, Милитао Палигаси исто, ама брат. Многу е докажан Милитао. Има искуство, многу поголемо од Кубарси. Кубарси ме моци аура фармерче. Војниче, аура се фармер, тепа. Ама и он може да биде франчайз плеер. Можам да се согласам на Милитао само ради искуство и тоа што може да го донесе од тимот. Така да значи Милитао може да го ставим. Фер. Yes. Без дискусија. Асенсио Араух. Не знам премногу за Асенсио, видов дека од скоро почна да игра Лани. Редовно. Лани влезе у прв тим, реално. Да. Го извадија од академија, од каде го зема? Да. Зборат дека е добар. Малце е чукнат у главата, тако лудичок. Немам многу видено, а Рух од друга страна ми е испод ниво. Моментално испод ниво, ама онака overall Rolls-Royce плеер. Така да пак ќе одберам Барса плеер и кидам Рух. Не ти ја давам ова, Асенсио е многу по-конзистентен и многу постабилен. И е титанче, и е лидер, и Араухо требаше тие работи, сите и квалитети да ги има у Барса, ама ме праши било кој вистински фан на Барса, што не си ти, што мисли на тема Араухо, не се согласувам, Асенсио моментов преку Араухо ги кошта Барса бодови, ако не секоја утакмица, секоја втора утакмица, не може. Араухо нема преку Асенсио. Вето даш или ке гласа жири? Жири? Араухо. Идеме со Араухо. Да е тоа. Идеме со Араухо. Ова треба да ја правиме со тире Карвахал, Трент или само Карвахал? Ке го ставиме Карвахал, пошто поиш игра сезонова, дали ради повреди, дали ради тактики, поиш игра, треба да е ваја стартинг за Реал, така да Карвахал Кунде. Кажи го ти твојот став. Апсолутно Карвахал. Затоа што е капитен, прва работа, еве сега може би ова нема врска со неговата игра на терен, ама си огледали на снимки он на 30 кусур години со маливе деца каков фудбал игра. Каква машина е на стари години Карвахал. Одличен. И не е зборено доволно. 500 лиги шампиони му освоено, цел живот игра веќе го знаеме, Бог знае од кога, од тој легендарен тим на Реал Мадрид беше, уште е тука, уште е прв тим. Го бенча Трент. Да. Без размишљање, така да тука нема ни жири да убациме, никој нема да убациме, за мене Карвахал без размишљање. Може Карвахал, се слагам. Кунде не го подценуваме. Едно од најдобрите засилувања на Барса во последно време. Предобра игра, може да игра и центар бек и десен бек, ама Карвахал. Ја, од друга страна, не знам зашто, и со многу другари на тема што се Барса фанови сум им го зборил истото, знам за Кунде и за целиот хајп и француска репрезентација,
Не знам зашто, можеби не ги гледам точните работи кај него, мене не ми дава впечаток на некоја вау светска класа на играч. Супер е, стварно е, и за Барса е топ, се е во ред, не ми е Дани Алвеш да се разбереме, а такви некои приказни компарации слушам. Ама ништо, стварно, мислам, добар е, ама ништо мене ми нема покажано да си речам бато каков играч. А гледам дека многу луѓе го зборуваат тоа, еве ќе си земам за обврска сега утакмицава да ја гледам малце посериозно кон него. Затоа никако не би никој стајал преку Карвахал, баш од оваа причина. Не е преку Карвахал, ама е константен, тука е цело време, игра цело време. Ќе го гледам поиш. Голем импакт за Барса. Ќе пробам да го сварам, не ми лежи. Чуамени Касадо. Чуамени? Ја од Касадо гледам интересни работи и пак ти е тој Риджен, Ламасија, лудак. Да. Ама му треба време, Чуамени па од друга страна... Млад е добар, ама е млад. Чуамени е подокажен, цврст играче, прави грешки. Со него е чудно малце. Ама е цврст играч. Абе супер е и баш ти е онаков камелеон, исто како Камавинга, само што со него некад ќе си иде од Реал, некад нема да си иде, некад на бенч, некад гледам дека го сака клубот, што е многу јака прича. Ама еве да речем у моментов Чуамени јас би рекол, ама мислам дека силингот на овие двајца играчи у моментов е многу различен. Мислам дека Детео може да биде у средина прича и по. Да. Белингам Де Јонг. Де Јонг требаше да иде во Юнајтед едно време. Болна тема е, го да. Сакаше. Точно, леле, стварно, скроз, од PTSD го имам заоран. 5 години се тепавме за тој лик. Ке ти давам прв збор, пошто уште се мислам тука. Не е фер, јас исто тоа го правам, затоа што Де Јонг стварно последно време е страшно добар. Добар. Се враќа на вистинското. Еве, јас ќе искршам тука сега. Не паѓаме на Белингам ние многу. Барем ја не паѓам. Абе, не дека не е добар играч, ама ќе го одберам Де Јонг сепак. Знаеш што, се согласувам за ова, дефинитивно. Не зарад нешто друго, Белингам ми е она big game player, баш на Ел Класико и кога дојде у Реал, тоа го покажа најдобро. Не ми е годинава тоа, дали малце го удри слава у глава, го гледам дека е многу почесто безобразен отколку добар на терен, ова не го сваќате лошо, јас сум за Реал фан после Юнајтед, така да сакам да игра подобро, ама Де Јонг од втора половина лани до сега, тата-мата, да, Де Јонг можите. Идеме со Де Јонг, Камавинга, Педри. Ова е Педри. Сега да бев ептен... Педри. Да, Педри. Следно. Топ 5 у свет на позиција. У позиција? Топ 2. Може у свет. Топ 2. У позиција топ 2. Алала му е на дечкото. Вини, Рафиња, ова е интересна тема. Двајцата од Бразил. Интересни играчи. Вини го мразам. Рафиња го обожавам. Рафиња. Сега во моментов, нели Рафиња се враќа од повреда, Винисиус нешто тук-там, не се цифрите како што беа лани Винисиус и Рафиња, тука е приказката. Да, поблиску се. Еве, ако идеме и пак на назад ретроактивно, и Вини беше втор за Балон д'Ор пред 2 години, Рафиња беше пети, може би годинава заслужуваше и он да биде втор или трет, не е важно. Така да ако идеме и од минат успех, тука ми се, магијата има Винисиус. Мене па магијата Рафиња ми има. Поише сам да го гледам. Не, Вини е бољи играч. Не можам, ако ја замислувам таа идеална 11 од Шпанска лига во моментов и тргаме еве ланска година лоша за Вини, добра за Рафиња, еве прекланска година добра за Вини, лоша за Рафиња, не ми иде некако Рафиња да го ставам лево. Мислам место Вини. Жири? Ке се викаме на жири пак. Ај колективно сите дајте, мислам дека е еден глас кој мислите да чуеме. Вини или Рафиња? Јас Вини не го сакам, Рафиња. За мене е Рафиња. Ја брат, двајца да. Ете да гледате со кој си имаме работа. Еве го неутралниот став точен. Тоа е тоа, едниот плаче, другиот се цвикери кај да отиде. Добро, нека иде Рафиња. Претпоставам дека и грото од луѓе што ќе го гледат видеото ќе се согласат со вас. Нека биде така. Не сум сигурен. Има Вини фанови, ама може да го ставиме Рафиња. Фер, го пуштаме. Рафиња. Нека иде. Играј го комбинирана во 11 наша. Следно ни е десно крило, Родриго и Јамал. No brainer ова. Реално.
Јамал не ме радува каков е после роденденов него 18-ти, арно ама тоа он што е го немам видено во живот на таа возраст. Страшен играч. Еден CR7, ама тоа ќе го правиме муавет за друг пат. Малиов е the truth. Он е. Само да се опамети. Он е. Yes. Родриго го обожавам. Значи, тата мата и он стварно ми е многу клач. Све, како што треба. Од техника, од прием, од се. Ама Јамал, тоа е тоа. Тоа се слагам. Јамал иде на оваа позиција. Родриго сета почит. Топ класа играч. Од друг тим, ако биде мен играч, може и повеќе да се збори за него. Тука е малку засенет, али Јамал десно крило. Напред бираме меѓу Ембапе и Рашфорд, пошто Левандовски е повреден. Се очекува да игра Рашфорд напред, може да игра и Тео и Малиов, што играше, не знам ни како се вика. Не бе Феран Торес, мислам дека е втора опција после Рашфорд. Со Жирон играше трет некој. Гледа, тие имиња кратки шпански не им ни ги памтам. Али се очекува кога што гледа Рашфорд игра според predicted lineups, така да го ставиме Рашфорд. Меѓу Ембапе и Рашфорд. Било кој да го ставиме, јас и Кире против Ембапе, мислам дека одговорот беше ист. Тука нема да навлагам, само ќе кажам два збора за мојот бивши омилен играч Маркус Рашфорд. Добро се снајде, алал нека му е, нели јас како разочаран дека го напушта клубот, се најлошо да не успее, да не игра, да заврши у брегалница. Поготово Барса. Да, ама дечкото игра. Еве прошла утакмица изгубија многу. 4-1 изгубија, ама Рашфорд изигра утакмичиште и пол. Така да не верувам дека е у било кое ниво блиску до Ембапе. Никако. У ниеден универзум. Арно, ама ако некој ја реши оваа утакмица и ако изненади, баш би сакал, не викам дека ќе биде он, би сакал да е Рашфорд. Ембапе го бираме сепак. Така. Yeah. И последно Чаби Алонсо, Ханси Флик. Ова ми беше изненадување. Ето ти изненадување. Не знам. Брскане. Според теб. Чаби Алонсо. Чаби Алонсо? Да. Се Флорентино Фереско Лапорта. Се шалам. Чаби Алонсо, само поради тоа не е пошто ги сакам Реал или нешто слично. Го сакам уште од Леверкузен. Сакам да успее. Сакам да успее цел свет го кери. Мислам дека ќе биде S класа. Да, S tier. S tier, да. Ја у моментов мислам дека Ханси Флик го има разбрано фудбалот сериозно. Така да 2025 21 октомври Ханси Флик. Ама мислам дека можеби буквално после ова беше братски. Ја го бирам Чави, он го бира Ханси Флик. После Ел Класико ќе видиме. Ако биде 3-0 за Реал како што кажува баткоти, заборај го овој. Завршува крај, одеднаш се прави таа дискрепанција и тоа е тоа. Топ екипа мислам дека склопив. Да, има мало Ја така ти сакаш друго на 2-3 позиции, ама у глобала е многу помалку карање од што очекував. Искрено, да. Многу помалку карање од што очекував, може требаше да се мислам дека пошто не правиме класико со старите екипи, таму ќе имаше многу карање. Кога си на оваа тема, го видели на Кикацот голот? Го видов, да. Yes. 40 годишен. Аура, толку им да кажам. Најдобриот на сите времиња. Што имаше пишано? Имаше пишано после голот, мислам дека успехот не е случаен или нешто такво. Of course. Со многу јака слика на Твитер и одма искочија муавети, Меси давање хетрик со асистенција, Player of the Season, утре ден на MLS. Више изгледа кога и местат работи. Топ голскорер, топ асистент. Така да, Меси и Роналдо 2020, скоро 6-та. Не престанува. Уште се причат. Уште се причата. Да. Кики Роналдо има 40, баток иде на светско, иде да го осваја, Меси више и стомак има пуштено, така да мислам дека у долготрајност на кариера и тоа да си на највисоко ниво, Роналдо успеа дури Меси да го пројде. Еве, ќе направиме некојаш дебата сериозна кај што ќе се убиеме од карање на тема Меси Роналдо, ама во моментов Роналдо ме радува 950, уште 50 гола до таа цифра за која што сањаме сите, дај Боже биде у финале светско. Тоа е тоа. Тоа е само 50 гола до финале светско. Може, ќе видиме. Сега сме октомври. Ќе видиме.
Ау, не ти дава 50 гола, онда 26-та не ти дава. Се враќа у праймот. Чекај да видиме да израчунаме колку имаш по 5 месеци. Тора, сега реалистично почна сезона, така да он има сигурно 50 утакмици што ќе игра до светско. Не знам таму како се почине да не е порано покасно. Не има да завршува сега. Не бе рано се и они 5-6 кола се у Саудиска. Има шанси. Леле замисли. Фантазирам. Кристијано Роналдо 1000 гол во финале светско првенство Португал во Америка. У Њу Џерси. Тоа ќе биде прича. Тоа ќе биде прича.